Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Годината брзо измина. Дојде нова. И пак ќе дојде нова, и пак нова, и се така додека не се исполни ветувањето на нашиот Спасител. Одам да ви приготвам место, но пак ќе се вратам. Ние оваа враќање го чекаме веќе 2000 и повеќе години. Но еден ден тоа ќе се случи. Сега сме во нова година. Не знаеме што ќе се случува во неа. Ние обично мислиме дека пак ќе биде како ланската година. Зашто поинаку не би можеле да размислуваме. Не би требало да мислиме дека ќе се случи најлошото, дека ќе не фате некоја болест, смрт и слично. Туку ние мислиме дека се ќе биде добро. Дури по-богато, по-благословено ќе биде. Но искуството од животот ни вели дека се е можно и едното и другото. Се поставува прашање, дали сум подготвен за средба со Бог и дали таа средба ќе биде радосна или тажна. Мнозина кои си ја честитаа ланската година денеска синоќа немаа можност. Зошто? Затоа што од некоја причина си заминале на другиот свет. Дали биле подготвени или не, тоа Бог го знае. На вакви прашања луѓето не се спремни да разговараат или пак да размислуваат, сметајќи дека се бизарни и непотребни. Но Библијата постојано предупредува да се биде буден и трезвен, бидејќи човекот не е само тело, туку има и душа и дух кои се вечни и не умираат. Нив треба да ги обезбедиме, па што и да се случи, да сме сигурни во Бог. Затоа Исус вели, бидете спремни за овој час. Ако во годината што измина не си донел одлука дека ќе му служиш на Исус, оваа година на самиот почеток тоа можеш да го направиш. Кога ќе го замолиш Бог да биде твој водач и спасител, тој ќе те исполни со неговата љубов и ќе ти ги прости сите твои гревови, што си ги направил од младоста па се до денеска. И не само тоа, тој ќе ти го даде Светиот Дух да живее во твоето срце и ќе ти ја исполни душата со неговиот мир, кој го надвишува секое човечко знаење. Ќе живееш спокоен живот и благословен, чекајќи ја надежта која во свое време ќе се исполни. Зар не сакаш да бидеш со Бог? Убавината на животот е да го имаш Бог во твоето срце. Друг избор и немаш, освен да му дозволиш на сатаната да си поигрува со твојата вечна душа. Исус вели, дојдете при мене сите вие кои сте обременети и оптоварени, и јас ќе ви дадам одмор за вашите души. Дојди и ќе бидеш среќен и на оваа земја и вечно во небото, во рајот.